Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, председател на Регулаторната комисија на Република Македонија. Денес го разгледуваме финансискиот план на Регулаторната комисија за 2024 година и од кој што слободно може многу да се види како не треба една институција, односно средствата со кои располага оваа институција да се злоупотребуваат и така енормно да се зголемуваат. Ако го разгледаме веднаш на почетокот овој извештај, ќе видиме дека веднаш на почетокот дека оваа сума само од минатата година, односно финансиите, расходната страна на овој финансиски план, целокупната финансиска конструкција е зголемена за 148 милиони денари во однос во споредба со минатата само година. И достигнала фантастична сума од 230 милиони денари кои што ги плаќаат граѓаните. Каде ќе завршат овие средства? Тоа е едно големо прашање кое што ние тука низ дискусијата ќе пробаме да го разјасниме на граѓаните и да им кажеме каде овие 230 милиони денари од оваа регулаторна комисија на Република Македонија, која што треба да се грижи за интересите на граѓаните, која што треба да донесе нешто подобро за граѓаните на Република Македонија, оваа регулаторна комисија, која што неколкукратно ги зголеми цените, ја зголеми цената на струјата, ја зголеми цената на водата и во најава е дека ќе ја зголеми повторно, каде ги троши овие 230 милиони денари. А замислете, во 2018 година истата оваа регулаторна комисија имала финансиски средства во износ од 82 милиони денари, а сега имаме 230 милиони денари, за кој што, еве, председателот е тука никако да одговори каде ќе завршат овие пари, си гледа во неговиот телефон, додека ние како пратеници пробуваме да дискутираме и да ги соочиме аргументите и фактите. Очигледно дека директорот, односно председателот на регулаторната комисија не е заинтересиран за да ги соочиме нашите аргументи во однос на неговите. Затоа што нема и што да каже. Бидејќи, како што ви кажав, а и граѓаните сами тоа го чувствуваат секојдневно преку сметките кои што ги плаќаат. Знаат дека едно се зборува, а друго се прави. Зборувате дека се намалила сметката за струја, тука зборувавте од оваа говорница сега, дека сте ги намалувале сметките во првиот блок, што не е само првиот блок, председателе, во Република Македонија. Имаме и втор, и трет, и четврт блок, така како што ги вие разделивте. И сега што? Ги намалуваме во првиот блок, а другите три блока нека го плаќаат расипништвото на оваа власта. И вашето недомаќинско работење со регулаторната комисија. Граѓаните го плаќаат, вас ви е лесно, ќе си седите тука, ние ќе зборуваме, ќе станете, ќе замините. И тоа се случува 6 години. И затоа дојдовме до овде. Затоа оваа власт нема никаква доверба од граѓаните. Поради тоа. Затоа што, како што ви кажав, едно зборувате, а друго правите. И во првиот блок зборувате дека сте ја намалиле струјата, но еве ја сметка, еве ви сметка, да ја видите сметката од граѓаните, која што ми ја испрати, еве да ви кажам, ова е за јавноста, да ја видите сметката, јас ќе ви ја прочитам. Надомест за потрошена електрична енергија 80 денари. За потрошена енергија од 80 денари, почитуваниот добил сметка од 600 денари, која што треба да... Еве ја сметката. Ама вие може да сте дрзок со вашите вработени. Вие сте во собрание тука и треба да го почитувате ова собрание и нас како пратеници. Дали лажам или не лажам, ќе оценат граѓаните. На што личи вашето однесување? Кој лажи? Јас лажам или сметкава? Ја гледате сметката? Дојди. Слободно дојди до говорницава да ја видиш сметката. Немој ти мене лажиш или не лажиш.
Тука си дојден во својство на председател на регулаторна комисија. Не можеш ти мене да ми се обратиш дека лажам. Засрамете се. На што личи вашево однесување? Што мислите вие? Ние дека ќе ви чутиме? Што сакате? Еве ја сметката. Јас лажам или вие лажете? Нека процени македонската јавност. Еве ја сметката, јас не ја кријам. Ова е сметка што е добиена за електрична енергија. Потрошени 80 денари. Платени на крај 600 денари. Знаете зошто? Затоа што имате, ја расчленивте само сметката на повеќе ставки. И на крај, кога ќе ги соберете сите овие ставки, за 80 денари плаќаме 600 денари. Вие лажете. Еве го доказот дека лажете. Ова е доказот дека лажете. Вие сте најголемиот манипулатор што манипулирате со граѓаните од кога сте станат председател на регулаторната комисија. Вие треба да се засрамите затоа што доаѓате тука и на пратениците им кажувате дека лажеле. Вие сте најголемиот лажов. Тоа го знаат граѓаните, го чувствуваат секојдневно, затоа ќе добиете фактура на 8 мај. Тогаш ќе видите колкави ќе се сметките што ќе ви ги испорачаат граѓаните на вас. Не овие вие што ги испорачувате на нив. Тогаш тие ќе ви испорачаат сметката. И тогаш ќе ја осетите најдобро. Ама после ќе има одговорност за тоа, председателе. Ќе се одговара. Да знаете дека ќе се одговара. Како што уживавте во овие години додека сте председател, така ќе се одговара, да знаете. Да завршам со сметката. Надомест за пренос и дистрибуција на електрична енергија. Дополнителни 71 денар. Надомест за пристап на електродистрибутивниот систем, паушал 200 денари. На тоа која ќе додадите и комунална такса за јавно осветлување и ДДВ на тоа 600 денари. Кој лажи сега? Јас или вие лажите? Го знаат тоа граѓаните. Кој е лажовот во оваа држава? Чувствуваат на джебот собствен секојдневно. Како ќе им затреба на оваа влада пари, така вие на дугме ќе ве стегнат како на дугме и вие ќе ја поскапите струјата во вториот, во третиот, во четвртиот блок. Добро, тие не се луѓе, не се граѓани, па нив ги третираме, тие мора да плаќаат. Граѓаните кои што трошат повеќе. И стопанството. Или тие мора да ги плаќаат луксузирањата и арамилокот на оваа власт. Како ќе им затреба средства, така вие зголемување на сметката на струјата. Плаќаат многу повеќе поради неспособноста и криминалот, што се прави во енергетскиот систем, комплетниот, генерално, во енергетиката во Република Македонија. Затоа што вие не водите грижа да произведете што повеќе и оваа власт да произведи што повеќе ефтина електрична енергија за да не се поскапува на крај енергијата која што стигнува до граѓаните. За вас, односно за оваа влада, е најважно да си седите тука, најважно е кој ќе копа во рек Битола, чиви камиони ќе вртат во рек Битола, кој ќе ги добива милионските суми во рек Битола, кој ќе инвестира во фотонапонски електроцентрали, каде ќе оди таа енергија, дали ќе заврши на слободниот пазар, по која цена, е затоа што половина од раководството на СДСМ има такви фирми кои што се занимаваат со електрична енергија, дали со производство, дали со набавка и препродажба тука. Затоа немаме производство во Република Македонија, за да се увезува што повеќе од овие компании и да се продава на државата која што ќе ги плати тие енормни сметки кои што на крај ги плаќаат граѓаните. Затоа сме доведени во оваа состојба, да немаме, да е дуплирано, да е намалено дупло производството на електрична енергија. Но да се вратиме на финансискиот извештај, односно уште ова да го спомнам,
во контекст на претходното што го зборував дека не произведувате и дека и тоа што го произведувате и од тоа што сакавте да произведите електрична енергија и од производството половина сакате да искрадете. Ова е од Државната комисија за спречување на корупција. Декември 27. 2023. Во кое што пишува. Поранешниот директор на ЕСМ овозможил поголем профит на фирмата РКМ. Да ви продолжам понатака. Најскапата државна сделка за купување на мазут за ТЕЦ Неготино, од кое што сакавте, нели, и кажувавте дека ќе произведуваме собствена електрична енергија. Е коруптивна оваа сделка. Се сомнева Државната комисија за спречување корупција. Компанијата РКМ испорачувала помалку мазут, а Електранина Македонија подпишувала анекси со оваа компанија на веќе неважечки договори. Се склучувани анекси. Е оштетен буџетот на ЕЛЕМ Македонија, од кој што се исплаќале овие средства. РКМ и оваа година увезува илјадници тони мазут, вклучително и од босанската Хифа Оил. Може би вие таму кога бевте во Неум па имате контакти со тие фирми од Босна, за која пред 3 години беше констатирано дека продавала загадувачко масло за загревање на болниците во Македонија. Со вашиот арамилок што сакате да го направите, со арамилокот на оваа влада да искради од тоа што сака да произведи, увезувавте штетен мазут со кое што ги труевте граѓаните. Почитуван колега, си извинувам, дали може само не ви упаќам во збор, слободно зборувајте си, имате говор, меѓутоа сакам да ве замолам. Ова што говорите, не, слободно, меѓутоа морам, бидејќи се обраќате кон директорот на... Па него го гледам пред мене. Ма не, ова што го зборите нема никаква поврзаност со тоа што е. Мислам, да нотираме тоа, сакам да кажам. Да довршам, те молам. Повелете. Арамилокот на оваа влада, како што кажав, не е само тоа што дупло се плаќали мазутот, туку и тој бил штетен. И дупли сметки добија за струја, и влошено здравје од овој мазут. Но за вас тоа не е ни важно. Да продолжиме со финансискиот извештај, од кој што има многу што да се види и да видат граѓаните, затоа што треба да знаат кој ја води ова регулаторна комисија и како располага со овие 230 милиони денари кои што сите ние ги плаќаме. Ќе почнам со најголемото зголемување, односно причината поради што овој финансиски план е зголемен во најголем процент, а тоа е заради набавка на во ставката 4.1.4 набавка на дополнителен деловен простор во постојна зграда во износ од 91 милиони 475 илјади денари. И тоа без никакви податоци за реалната потреба, колку квадратура има, ниту каде е, кој ја проценил оваа вредност и како сте стигнале, баш ме интересира, еве, преседателе на регулаторната комисија, бидејќи овој финансиски план е ваш, како стигнавте до оваа сума, кога сами кажавте од оваа говорница, дека оваа зграда нема технички извештај, односно технички прием, штом нема, значи нема ни имотен лист, нема ниту квадратура, запишана еве во Агенцијата за катастар на недвижност. Како вие направивте финансиска конструкција дека ќе ве чини баш тој деловен простор 91 милиони 475 илјади денари, а за тој деловен простор не поседувате имотен лист? На кој основ? Онак, од джеб, од ум, од памет. 90 милиони денари. Некој треба да ги плати тие пари. Како ќе влезете во таа зграда? Како ќе ја купите кога не е довршена?
Сами кажувате. А сте предвиделе 90 милиони денари. Каде ќе одат овие 90 милиони денари? Не можете да направите трансакција. Како ќе направите трансакција на овие 90 милиони денари да ги уплатите таму каде што треба, кога нема имотен лист? Како? Или ќе завршат некаде тие 90 милиони денари, како што завршиле многу претходно. И ве молам да не дофрлате. Ако имате нешто, ќе станите на говорницава и ќе кажете, так, да не дофрлате од место. Да се однесувате барем цивилизирано кога ќе дојдете во ова собрание. Затоа што треба да го почитувате ова собрание. Ова собрание ве избрало вас. Собранието треба да го почитувате избраните представници во ова собрание, затоа што тие ве избрале вас, за да седите тука во тоа столче. Но толку е вашето домашно воспитување, најверојатно. Понатак, и она што е најважно, дека доколку овие средства, сега што ги зборував, се намалат, односно доколку вие работевте и работите како што треба, и ги доведете на минимални овие ваши трошоци, а не да експлодира овој финансиски план од година во година во сумите, доколку ги намалевте тие трошоци, ќе се намалеш и сметките кои што ги плаќаат на крај граѓаните. Затоа што овие 148 милиони денари што ги имате покачено од минатата година до сега, на крај ќе ги платиме ние. Сите ние ќе ги платиме. Граѓаните ќе ги платат тие. Наместо да ги сведете на минимум овие трошоци, за во една ваква економска криза во која што се наоѓа Република Македонија, бидејќи сте неспособни да го водите системот, конкретно ево енергетскиот систем, бидејќи сте неспособни барем да ги лимитиравте вашите трошоци, но вие наместо тоа вие ги зголемувате од година во година и од 2018, како што кажав, од 80 милиони на 230 милиони се сега. Да ги намалевте, ќе се намалеше и цената. Ете, тоа треба да го направите, но за жал не го правите. Затоа што ви е удобно во фотелите, ви е удобно да живеете на државна сметка, да трошите државни средства и заради тоа од година во година само нагоре оди финансискиот план на регулаторната комисија. Понатак, инвестиционо одржување на средства. Расходите за инвестиционо одржување на средствата за 2024 година навидом се исти како и 2023 година, но треба да се знае дека претходната година износот за оваа намена драстично се зголеми. Ако се сеќавате, председателе на регулаторна комисија кој што го донесовте во извештај, ако се сеќавате минатата година овој износ беше зголемен за 67%. И сега така бомбастично ни најавувате дека оваа година нема зголемување во оваа ставка. Па што да има зголемување? Уште овде да зголемевте, уште повеќе, на овие 67% што ги зголемивте, јас не знам што ќе правите со тие средства. Сите години назад се поставува прашањето колку е оправдан ваквиот трошок во случај кога регулаторната комисија на Македонија може да го прави, односно вработените кои што се во оваа регулаторна комисија, можат сите овие ставки, сега да не ги набројувам, не сакам да трошам време, сите овие работи можат, што се под оваа ставка инвестиционно одржување на средства, сите можат да ги работат вработените. Но нема ништо од тоа и затоа секоја година се испумпуваат средства преку вашиот финансиски план, кој што на крај не знаеме ни каде завршуваат. Меѓутоа се поставува едно прашање, па на крај што работат вработените ако вие за се изнајмувате и парате на дворешни услуги? Што работат овие вработени што ги имате внатре во регулаторната комисија, за која што еве и претходно моите колеги кажаа дека од кога сте овој состав на регулаторната комисија, од кога е, бројот на вработени е дуплиран. За 100%. И сега предвидувате за нареднава година, односно за оваа 2024 година, дополнителни 10 нови работувања. Што работат таму?
Очигледно дека ништо не работа, затоа што барем тие што ги вработувате нестручни, тие што ги вработувате како партиски војници, кои што се наметнати да морат да се таму, да морат да се вработат, да не знаат ништо, па не можат ниту да копираат на крај. Па купете му еден копир на тие вработени што ги носите, што ги имате дуплирано, купете му еден копир и нека копираат таму. А не да барате средства да обезбедувате за копирање. Па срамно е тоа. Срамно е ова лист, парче хартија што го имате доставено е срамно да го доставите до ова собрание и до граѓаните. Срамно и скандалозно е како се трошат парите на граѓаните. Срамно и скандалозно. Сте предвиделе надградба на е-деловник. Што надградувате на електронскиот деловник? Еве да ве прашам, председателе на регулаторна комисија, кога електронскиот деловник се и апликацијата што работи за тој електронски деловник се води по однос на закон. Од 2018 година до сега не е променет законот за да се наметнат некои нови норми, па да треба да се апдейтира тој е-деловник. Меѓутоа измислувате ставки таму кои што на крај завршуваат некаде тие средства, а сите ние ги плаќаме. Сите ние ги плаќаме тие средства. Ние ги плаќаме, а вие седите во таа функција таму и ништо не правите, освен што ги трошите државните пари. Понатака, други услуги за заедничко одржување на административна зграда. Овде спаѓа тоа што ви го зборував, дека затоа што во ставката 1.7 има износ од дополнителни 400.000 денари за изнајмување на мултифункционални печатарски уреди. Од олкав буџет од 230 милиони денари, вие одвојувате 400.000 денари, а претходно и за другите ставки, кои што, ете, заради време не сакам да ги читам сите, одвојувате средства за изнајмување на мултифункционални печатарски уреди. 230 милиони денари барате од ова собрание, од овој народ да ви ги исплатат, односно да завршат на вашата сметка. Од 230 милиони денари еден печатар не може да купите и да печатите таму, наместо да изнајмувате. Срамно и скандалозно е ова. Срамно и скандалозно. Ќе продолжам цел финансиски план, за да слушнат граѓаните. Како расипнички ги трошите нивните средства, нивните пари кои што ги печалат со пот и ги плаќаат честно на оваа држава, а вие ги трошите за изнајмување на печатари. А барате буџетот, доставувате до нас финансиски план и барате 230 милиони денари. Па дајте да донираме, ние еве ќе собереме како пратеничка група и еден печатар ќе ви купиме. И печатите таму. Да не доставувате вакви срамни извештаи. Срамно е ова. Лажеш дома на жена ти ќе и кажиш, а мене не можеш така да се однесуваш. Со почит колку што заслужувате. А лажеш можеш слободно дома на жената и на децата да им кажеш. Не мене. Па ќе ви зборам дека сте овде сами кажувате, не јас. Сами кажувате по овој извештај. Понатак, наемнини за користење на опра. Загрижува фактот што ова регулаторна комисија секоја година троши 400 при ова што го кажав за печатарски услуги. Понатак, други материјални расходи. Ова е интересно. Подставка 1.8.2 расходи за семинари и советувања има зголемување од 78% во однос на планот за 2023 година. А тоа значи зголемено за 700.000 денари.
Вашето шетање по семинари, на крај го плаќаме сите ние. Малку ви беше во 2023 година шетањето во Неум и пеењето кафе во Неум, па оваа година треба дополнително за 78% да се зголеми вашето шетање, за да може не само во Неум да појдите по светов некаде, се останавте овде на Балканов во Босна бевте на кафе, па сега 78% сигурно на некое поекзотично место. Ве молам да не дофрлувате председателе, ве молам да го дисциплинирате затоа што се наоѓа во собранието. Дома така може да се однесувате, ви кажав, може ни дома не можете затоа што не ви е дозволено дома да се однесувате, па гледате тука со пратениците да си ги мерите силите. Така да, шетањата е подобро да си ги плаќате сами, отколку да ги плаќаме ние, со зголемување од 78%. Одиме на другата ставка. Расходи за службени патувања и патни трошоци. За расходи за службени патувања и патни трошоци износот од 4,4 милиони денари или нецели 70, имаме буџет од нецели 71.500 евра. Наместо да ги намалите овие трошоци, како што ви кажав, вие од година во година сите овие трошоци ги зголемувате. Во услови на енергетска и економска криза, кога сите очекуваат дека службените патувања и патните трошоци ќе се сведат на минимум, недозволиво е да имаме зголемување. Гласаме тука во собрание на секој неколку месеци гласаме кризна состојба. А вие ги зголемувате овие трошоци. Па треба согласно тоа што го гласаме ние во собрание, согласно состојбата во која се наоѓа енергетскиот систем, дека е кризна состојба, треба и вие така да ги димензионирате вашите трошења. А не, ние ќе гласаме кризна состојба, а вие ќе зголемувате непродуктивни трошења. Она што сакав да го продискутираме и околу интелектуалните услуги кои што ги плаќате секоја година. 80.000 евра плаќате интелектуални услуги. Пред вашиот мандат се плаќало 10.000 евра, односно 600.000 денари. Сега плаќаме 4.963.000 денари за интелектуални услуги. Кои се тие интелектуалци толку што ве советуваат вас за вака да работите? Најверојатно затоа, за вакво работење некој треба специјално да ве советува за да платите оволкави средства и да донесете на крај поскапување за граѓаните на секој месец на струјата. Сигурно некој многу добро ве советува за оволкави пари, вакви советувања и ваков финансиски план, затоа е и планот ваков. Понатак, околу бројот на вработени, кажав дека ќе има 10 нови вработувања и дека е 100% зголем. И дека ќе имате и 10 нови, барем столчиња да им набавите на тие луѓе. Дали имаат столчиња таму да седнат? И затоа купувате зграда која што нема ни имотен лист, односно деловен простор за да ги вметните тие партиски војници што сакате да ги, односно дел што ги имате вработено и дел што сакате да ги вработите. Треба тука да седите ме слушате. Може ќе ве почекам. Не зборувам додека не се вратите. Добро што се вративте, председателе, ве очекувавме. За да довршам со говорот, можевте да бидете стрплив уште некоја минута. Ќе завршив со говорот. Нема повеќе да ви зборувам, затоа што доволно е ова што ви го кажав. Околу овие ставки има уште многу да се зборува, но гледам дека сте нестрплив за да поминат овие 230 милиони, за да можете да се луксузирате и гледате што побрзо да завршиме ние како пратеници со нашите дискусии, наместо вие да се откажите од овие средства
и да ги намалите овие средства на средства онолку колку што вистински се потребни за функционирање на оваа регулаторна комисија, наместо да се откажите од тоа, вашата опција е што побрзо да помине за да може да ги користите овие средства. И за крај сакам да го спомнам уште ставката за кој што се однесува за репрезентација, каде што гледаме дека ова што претходно го зборував, дека не се откажувате од вашето луксузирање, и оваа година гледаме дека повторно за репрезентација ќе се издвојат 21.951 евро. Исто колку минатата година, само што сега сте го избришале зборот бифе, за да не асоцира на кафе пиење, меѓутоа средствата останале исти, па многу големи кафеджи се погодивте. И вие, и таму, и вработени, и кој да е. Луѓето, нашите граѓани плаќаат 21.951 евро за бифето во регулаторна комисија на Македонија. Тоа треба да го знаат граѓаните. Затоа што, како што им стигнуваат сметките, треба да им одзвонува каде одат овие покачени сметки, каде одат овие средства, еве каде одат, во бифето, во вашите службени патувања, во новите вработени, во зградата која што нема, во деловниот простор која што нема имотен лист. Ете таму завршуваат овие средства кои што ги одвојуваат нашите граѓани во Република Македонија, кои што честно работат секој месец за да одвојат од нивниот труд да платат на државата, за вие да ги трошите. Но затоа граѓаните, македонскиот народ, ќе има референдумска излезност на 8 мај и треба да има референдумска излезност на 8 мај за ваквите функционери кои што се залепени во фотелите каде што седат, да можат да заминат, да дојдат честни луѓе кои што ќе ги водат, односно кои што ќе ја водат оваа држава, луѓе кои што ќе се грижат за граѓаните. Такви луѓе ќе дојдат на 8 мај, а граѓаните на 8 мај референдумски ќе се изјаснат против оваа криминална власт и против функционери како вас вакви. Ви благодарам.